Преку фиктивни фактури, заеднички сметководител, домашни компании во сопственост на државјани од Косово и Хрватска се обиделе да ја измамат државата за 180 милиони денари преку поврат на даноци. Регистрирани за трговија со нафта и нафтени деривати на големо и мало, ги изигрувале законите преку промена на назив и седиште на правното лице, како и промена на сопственичката и управничката структура, без да имаат пријавени вработени, лиценци, бензински пумпи или складишта. Првичен собственик и управител на двете правни лица пред да се изврши промената и да се назначи нов оснивач и управител, било едно исто лице, кое што во 2023 го има сменето презимето од негови познати фамилиарни причини, а овластен сметководител на двете правни лица е едно исто правно лице. Кај сите овие три случаи за обавување на дејноста не поседуваат лиценца за трговија со нафта и нафтени деривати од регулаторна комисија за енергетика на РСМ, немаат бензинска пумпа и немаат складишен простор за да ја чуваат нафтата. Директорката на УЈП Сања Лукаревска одбе да ги обелодени имињата на компаниите. Тврди дека законот не го дозволувал тоа. Само рече дека кога биле да им соопштат на фирмите дека се под сомнение од нивниот печат се користи за криминални активности, тие им се насмеале на инспекторите. Станува збор за компании од Липковско-Кумановскиот регион, кои имале добро разработена шема, а зад која управата се сомнева од и стојат двајца собственици. УЈП има доставено писмена пријава со прилог докази до основно јавно обвинителство и до МВР на ден 15.11.2023, а истовремено имаме до Управата за финансиска полиција доставено писмена пријава и известување со прилог докази на ден 1.12.2023 година. Истовремено со тоа што навремено сме известили и сме ги превенирале овие состојби, нема оштета на буџетот. Компаниите се обиделе да ја оштетат државата по два основи: исплати за поврат на ДДВ и данок на личен доход. Сега случајот е во рацете на други институции кои треба да ги пронедат сторителите, но од УЈП велат дека тие ќе продолжат да истражуваат и да достават нови докази и сознанија до нивните колеги.